Здраво на сите. Почнуваме со листа за 300. Квиз на знаење и надмудрување кој што можете да го гледате само на Сител телевизија. Надпреварувачите подготвени, па да не си го трошиме времето повеќе, да ги повикаме да седнат во нивните надпреварувачки кабини. Повторно започнуваме со запознавање, така да кажеме, или представување на победниците од минатото издание на нашиот квиз, односно денешните домакини, а тоа се Трајче и Аница. Повелете. Здраво, домакини. Здраво, здраво. Добре, ми дојдовте, добре, ни дојдовте. Благодариме. Како се чувствувате денеска? Па, добро е. Добре, минатиот пат Скапавме лево. земавме само 100 евра, можевме и повеќе. Ама малку беше скокот лево. Долу, па е. Опасна беше темата, малце. Опасна беше, Да, ти- можеше лесна грешка да се Наведом направи. лесна, ама Така. Лажеше да те слушам кога искоментира минатиот пат дека да одам поголемите. во правец на овие источните земји словенските, може би поке Така, можеби по-успешно ќе поке беше. бех подол правец. Да, некако и да е, денеска имаме шанса да го поправиме сето тоа и да освоиме уште поголема парична награда, но имаме и нови противници. Сега, да не сакате вие да додадете нешто или тоа? Да ги поздравиме внуците, минате ви заедно бързиме, Надија, Стефан и Марија. Голем поздрав на Надија, Стефан и Марија. Тоа е тоа. Тоа е. Одлично, домакини, повелете во домакинската кабина. А сега е време да ги запознаеме и нивните противници, односно денешните предизвикувачи. Таа улога и припадна на Александар и Дамјан. Повелете. Дамјан, здраво. Александар, здраво. Како сте, момци, добри? Одлично. Накратко да им се представите на нашите гледачи. Од Дамјан ќе почнеме. Дамјан Бабунски, 19 години, студент, Каде студираш, Дамјан? фармацевски факултет. Одлично. Која си сега, прва година? Прва. Уште само 5. Уште само. Само 5 години. Лабаво, бе. Тоа е тоа. Како е сега прва година, мислам, Па впечатлоците како запознавање уште, ама ќе види. Ќе Уште види. тие само 5 години. Да, уште само тие 5 години, супер. Кај тебе, Александар? Јас сум Александар Денков, доаѓам од Скопје, студент исто така, Каде? стоматолошки сум. И ти, Слави? Исто сме тука. Исто. И ја повеќе Повеќе сум. помалце, да. Ја повеќе сум. Да, после тој специализации и ова и onda добро. Со среќа. Фала ви. Млади сте, цел живот е пред вас. Чекај, не бегајте толку брзо, чекај. Не правиме више муабе за еве. За студии, за факултет. За денеска како сте расположени за игра? Добри? Спремни сме, да. Супер. Трема нешто таква работа, не ми делувате, не дека имате. Супер. Да не ви го одземам повеќе времето, така е. И нема зошто. Повелете во предизвикувачката кабина. Трајче и Јаница, односно Александар и Дамјан, се сместија во нивните надпреварувачки кабини. Сега да ги проверим истите дали функционираат онака како што треба за да си продолжиме понатаму без никакви проблеми. За таа цел ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на домакините. Александар и Дамјан, дали се слушаме? Да. Со среќа во продолжение, Трајче и Јаница, дали се слушаме? Да. Да, расположени како и секогаш. Има разлика од домакинската и предизвикувачката кабина или Не гледам разлика. нема? Има разлика само во темите што ќе Да, се падне. да, Тоа е тоа. тоа Трајче и Јаница, со среќа во продолжение, започнуваме со листа за 300. А како и секогаш така и денеска започнуваме со првото надавање, односно првата лицитација. А темата за истата гласи: машки имиња кои се содржат од најмалку 7 букви. Бараме машки имиња кои содржат најмалку 7 букви и кои ги има во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија. Без обзир дали се македонски, албански, турски, ромски, српски и друго. За да бидат признати во именикот на Државниот завод, треба името да го имаат најмалку 5 наши жители. Трајче и Јаница, дали не е јасна темата? Да. Александар и Дамјан, дали не е јасна темата? Да, јасно е. Одлично. Знаете, драги гледачи, дека при лицитирањето први започнуваат оние кои што се предизвикувачи во тековното издание денеска. Тоа се Александар и Дамјан. Затоа ќе ве замолам да исклучиме кабината на Трајче и Јаница, а Александар и Дамјан кога ги имаме понуда да слушнеме. 5. Да. Започнуваме со 5. 10, рековме 7 најмалку и повеќе. Од најмалку 7 букви, да. 10. 10. 15. 15. 39. 39. 41. 41.
43. 43. Нека одговараат. Да одговараат? Да. Ајде да видиме Александар и Дамјан дали ќе ни се исплати оваа стратегија. Трајчијаница. 43 празни полиња. Вашите противници се решија да ви дадат шанса вие да го отворите резултатот. Надевајќи се во нивна полза, предпоставувам. А вие имате шанса да си го свртите во ваша. Бараме машки имиња кои се содржат од најмалку 7 букви. Александар. Александар, започнуваме со едно од најчестите имиња, барем порано. Сега не знам дали е се уште. Така е. Атанаско. Атанаско. Така е. Атанасије. Атанасије. Така е. Антонио. Антонио. Така е. Борислав. Борислав. Така е. Братислав. Братислав. Точно. Герасим. Герасим. Точно. Мирослав. Мирослав. Така е. Јованчо. Јованчо. Така е. Јованче. Јованче. Така е. Христијан. Христијан. Точно. Кристијан. Кристијан. Точно. Стојанчо. Стојанчо. Точно. Дамјанчо. Дамјанчо. 10 има, добре. Тънка работа, сакам да ти кажам, само 10 има Дамјанчо. Тоа е точен одговор. Точен. Стојанче. Стојанче. Со е сега, така. Така е. Стојанчо. Стојанчо има. Има, кажа. Да. Кај сега што сум поубав треч? Не, до колку сме? До 15. До 15. Само до 15. Ајде да побрзаме малце. Уште ново, чекај. Ангелчо. 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 Така е. Аспарух. Аспарух. Така е. Баш ме интересира колку аспарух има во Македонија. 35 го носат тоа име. Плазеси. Константин. Константин. Така е, точен одговор, едно од подолгите имиња. Алексеј. Алексеј. Точно. Трајанчо. Трајанчо. Така е. Мухамед. Мухамед. Така е. Стоилко. Стоилко. Мухамед точен одговор, околу 3700 во Македонија. Да.
Стоилко, така е. Но само 83 има Стоилко во Македонија. Добро. Да. Ристоман. Ристоман. Ристоман, така рековме? Ристоман. Во Македонија само 16, но точен е одговорот. Искрено ја прв пат го слушам вака. Стефанчо. Стефанчо. Стефанчо 11 во Македонија точен одговор. Па 24. Уште 20. Малте не, 19. Александар и Дамјан, дали вас ви текнуваат други имиња вака? Да. Прилика, да. Григорие. Григорие. Така е. Анание. Анание. Поздрав до Анание, редовниот учесник во листа за 300. Си се надпреварувал некојаш против Анание? Си имал шанс? Нешто. Да. Не се сеќавам ние зато. Анание, еден ни бил во квиз. Сега бараме уште четворица да има. Анание, да, Анание. Анание, вете ме поправија одма, што имам позадината, ми кажа дека учесникот во нашиот квиз е Анание, а ние бараме Анание, баш ме интересира. Ништо. Бараме да видиме сега дали има повеќе од 5 Анание во Македонија. Нема. Нема Анание. Многу ми е жал. Нема еве, се утепа од барање. Ги има очигледно помалку од 5 и не е заведено името во Државниот завод за статистика на Македонија. Како бе? Анание, да, ти кажувам искрено, еве се утепа од барање. И ја го немам тука на списокот, бара и во режија одговорните луѓе да видат, но многу ми е жал трајче Анание се помалку од 5. Ако случајно се соберете некаде за да ни докажете дека сте повеќе од 5 и да ве заведеме во Државниот завод за статистика, ве молам да ни пријавите. Ги имаш уште доста, еве, ќе ви прочитам се, но знаете самите и минатиот пат бевте во ваква ситуација, што рече од нокаут се вративте. Може би подобро така играте кога е вака ситуацијата, не сакам ништо да зборам. Трече Јаница ништо не е готово, знаете, сконцентрирано и храбро во продолжение. А Александар и Дамјан, честитки за првиот основен поен во листа за 300. Нека се множат, но не се опуштајте премногу. Опасни противници имате нас против вас. Редовни учесници во листа за 300, пазите на искуство да не ве фатате на кондиција. Честитки како и да е. Продолжуваме сега понатаму, но пред да продолжиме со второто надавање, втората лицитација, да прочитам уште дел од оние машки имиња кои се содржат од најмалку 7 букви. Тука ги имаме Адријан, Анастас, Апостол, Арсений, Борјан, Маринко, Македон, Методија, Момчило, пота Мојсие, Мустафа, Музафер, Родолјуб, Слободан и така натаму ги има уште доста. А сега, драги гледачи, како што реков, време е за второто надавање, односно втората лицитација. Темата за истата гласи: играни филмови, чиј наслов започнува со самогласка. Извор базата на ИМДБ. Бараме наслови на играни филмови од англиско говорно подрачје, кои во наша транскрипција започнуваат со една од 5 самогласки. Внимавајте на точниот превод. Серијал филмови со ист наслов во повеќе продолженија можете да го кажете само првиот дел. Трајчи Јаница, дали не е јасна темата? Да, да. Да, одлично. Александар и Дамјан, дали не е јасна темата? Супер. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање при второто лицитирање започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Моментално во таа ситуација се Трајчи Јаница. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на Александар и Дамјан. Трајчи Јаница. 5. Започнуваме со 5. 7, 7. 8, 8. 10, 10. 12, 12. 13, 13. 14, 14. 15. 16, 16. 17, 17. 18, 18. нека одговара.
Да одговараат. Да. Имаме само 18 празни полиња, ајде да видиме дали се малце или пак ќе се покаже дека се сосема доволно. Трајчи Јаница. Баравме филмови кои што започнуваат на едно од петте самогласки, тоа се А, Е, И, О и У. Филмовите треба да се од англиско говорно подречје, но секако насловите да бидат во наша транскрипција да почнуваат на едно од овие 5 букви. Кога ќе бидете подготвени, започнете. Однесено со вирот. Однесено со виорот. Така е. Од овде до вечноста. Од овде до вечноста. Anyhow. Само момент, од овде до вечноста. Така е, точен одговор, потам. Anyhow. Ени Хол. Така е. Опенхаймер. Опенхаймер. Тоа порнофилм беше, така? Што ги собра сите Оскари, ако Да, не се на лажам, Кристофер Нолан. Така. Така е. Уликс. Уликс. Така е. Анаконда. Анаконда. Така е. Алпинист. Алпинист. Со Сталоне беше, така е, ако не се лажам, алпинист, така е. Анализирајќи го ова. Анализирајќи го ова. Така е. Анализирајќи го она. Анализирајќи го она. Така е. Анализирајќи го она. Точно. Амаркорт. Како извини? Амаркорт. 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 Така е, 10 точен одговор ова веќе за Трајчи Јаница. Алиса во земја на чуда. Алиса во земјата на чудата. Точно. Авиатичарот. Авиатичарот. Така е. Американец во Париз. Американец во Париз. Точно. Американска убавина. Американска убавина. Точно. Уште 4. Добро. Ајкула. Ајкула. Точно. 11-мината на Оушен. 11-мината на Ocean. Така е. 8-темина на Оушен. 8-темина на Ocean. Амадеус. Чекај само да видиме 8-темина на Ocean. 17-ти точен одговор. Амадеус. И Амадеус. Трајче, бравос! Ги набројавме 18 филма, имам чувство дека можеш уште многу повеќе да тераш. Секоја чест. Успеавте да го изедначите резултатот. Сега, Трајче и Јаница versus Александар и Дамјан, резултатот е 1-1. Знам дека нив се допаѓа многу, но на моје огромно задоволство ќе играме повторно во ова издание. Мислам, повторно се играат пенали во едно издание на листа за 300. Но пред да одиме на пенали да прочитам уште дел од оние играни филмови чиј наслов започнува на некој од самогласките. Тука ги имаме Абот и Костело, потоа Авантурите на Рин Тин Тин, Аквамен, Аладин, Евита, Ефтини приказни, Ерин Брокович, Ити, Имали пилот во авионот, Империја на сонцето, Истерувачи на духови, уште многу други филмови. А сега, драги гледачи, како што реков, време е за пенали. А денешната тема за пеналите гласи: фудбалски екипи кои играат во англиската премиер лига. Бараме имиња на фудбалски екипи кои играат во англиската премиер лига оваа сезона 2023-2024 година. Трајче, Јаница, дали не е јасна темата? Да. Да, одлично. Александар и Дамјан, дали не е јасна темата? Супер.
Знаете, драги гледачи, дека први со одговарање на пенали започнуваат тековните предизвикувачи. Денеска во таа улога се Александар и Дамјан. Александар и Дамјан, која ќе имате одговор, споделете го со нас. Арсенал. Арсенал. Челси. Само момент. Така, Челси рече трајче. Така е. Ливерпул. Ливерпул. Манчестер Юнайтед. Ливерпул точно, сега трајче вели Манчестер Юнайтед. Така е. Манчестер Сити. Манчестер Сити. Така е. Тотенхем. Тотенхем. Одлично. Астон Вила. Астон Вила. Така е. Брайтон. Брайтон. Така е. Брентфорд. Брентфорд. И Брентфорд е точен одговор. Нотингем Форест. Нотингем Форест. Така е. Ньюкасл. Ньюкасл. Точно. Борнмут. Борнмут. Точно. Евертон. Евертон. Точно. Барли. Барнли. Точен одговор. Шефилд. Шефилд. Така е. Кристал Палас, кажено? Не. Кристал Палас. Точен одговор. Вулверхамптон. Вулверхамптон. Така е. Лутон Таун. Лутон Таун. Добро. Така е. Морам да бројам. 10. Нотингхам Форест. Кажани се 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Се блокира Александар и Дамјан сега во оваа ситуација. Чекајте, ништо не е готово. Треба сега да ги прашаме вашите противници доколку они погодат. За жал ќе мора тука да се простиме. Но доколку погрешат, продолжуваме како ништо да не било, затоа може и да си мислите во меѓувреме. Трети, Јаница, дали имаме одговор? Морам да бројам. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Па немам па... 2, 1. Имаш, а не се кажени. Александар и Дамјан, дали може биде текна? Вестхем. Вестхем. Така е. Но не е ништо готово, чека да видиме дали ќе се сетат и трајче. Вестхем е точен одговор за Александар и Дамјан. Трајче, Јаница. Дали имаме одговор? Момент. Шефилд. Морам да бројам. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Евертон. Кажено? качано. 3, 2, Шефилд. 1. Кажани, Шефилд рече, жал ми е. Кристал. Кажани, Кристал, тука ни поминува времето. Точниот одговор само уште Фулам ни фалеше само уште Фулам фалеше во оваа ситуација. Ги набројавме буквално сите 20 фудбалски екипи кои играат во англиската премиер лига, тоа се Арсенал, Астон Вила, Барнли, Борнмут, Брайтон, Брентфорд, Вестхем, Вулверхемптон, Евертон, Кристал Палас, Ливерпул, Лутон, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Нотингем Форест, Ньюкасл, Тотенхем, Фулам, Челси и Шефилд.
Многу ми е криво што сега вака треба да се проштам со Трајчи и Јаница, но знаете, едно од правилата на листа за 300 е дека мора да има само еден победник. Па оваа ситуација ќе ја искористам да им кажам чао на Трајчи и Јаница, одлични надпреварувачи, едва чекам кога повторно ќе се дружиме. Седете уште секунда да се поздравиме и со Александар и Дамјан и да си честитаме честитке момци за првата победа во листа за 300. Добро одиграно, можеше малце похрабро на моменти, но на крај се излеговте како победници, тоа е најбитното. За кратко ќе ве повикам тука на главната сцена, ќе одговарате на темата од нашата листа за парична награда. Што значи, драги гледачи, одиме на кратка пауза и потоа се враќаме да видиме што ќе направат Александар и Дамјан. Останете со нас, се враќаме по паузата. Александар и Дамјан ми се придружија тука на главната сцена и за многу кратко ќе ги соочиме со темата од нашата листа и ќе имаат шанса да си освојат убава парична награда. Но во меѓувреме, момци, мора да протрчаме низ нашата листа. Такво е едно од правилата. Таа е составена од 15 празни полиња кои што треба да ги испишеме со точни одговори за онаа максимална сума парична да освоиме. Во меѓувреме за 3 точни одговори би следуваат 50 евра, за 6 точни одговори 100 евра, за 950, за 12 200 и за 15 точни одговори си заминувате од тука со 300 евра. Искрено се надевам дека така ќе биде. Имам интересна тема. Нема да коментирам ништо повеќе во врска со истата. А вие, слушајте добро исто така, драги гледачи, затоа што денеска го тестираме нашето знаење на тема држави најголеми производители во светот на пиво. Бараме имиња на држави од целиот свет кои годишно произведуваат повеќе од 1 милион тони пиво. Нова листа на најголеми производители на пиво, да не се лажеме, нема држави од поранешна Југославија. Уште еднаш ќе кажам, бараме држави најголеми производители на пиво во светот. По некоја логика, помалечки, да не се лажеме, нема, све се некои поголеми држави на оваа листа, па затоа логички размислувајте кои би можеле да бидат. И започнеме со Германија. Започнуваме со Германија. Германија се наоѓа на 5-то место на оваа листа и е точен одговор. Вториот одговор Чешка ќе ни биде. Чешка. Честите познати се дека се уживатели на пивце. Така е, точен одговор и за 50 евра. Америка. Одлучете се. Америка, да. Америка со Соединетите Американски држави одиме. Добро. САД или Соединетите Американски држави се наоѓаат на второто место на оваа листа со повеќе од 20 милиони тони. Трет точен одговор, што значи 50 евра се ваши. Бидете внимателни, сега знаете дека во продолжение ако погрешиме ги губиме парите. Одлучете се дали одиме понатаму или не. Сега да ги кажем Мексико, да ги кажем Данска. Мексико, сигурно? Мексико е порано. Мексичко е порано. Ајде, не се плашите, да. Ајде Мексико. Мексико ќе да Одиме говориме. понатаму. Мексико се наоѓа едно место пред Германија, односно на четвртото место и четврти точен одговор за Александар и Дамјан. Шпанија? Кина. Кина. Верували или не, Кина се наоѓа на првото место на оваа листа со околу 40 милиони тони годишно. Кој би рекол дека кинезите волку многу пивце сакале? Не знам. Русија, брате, они пијат кога све. Сигурно ќе има Русија. Ова ќе ни биде шестиот одговор за 100 евра. Па Русија е. Русија. По некоја логика, нели, иако познати по водката, сепак се наоѓаат и на оваа листа. Русија, шести точен одговор, си сакали пивце очигледно. Не толку колку водка, ама си сакаат и пивце. Честитки. На Ирска е Обединето кралство. United Kingdom. Да се оставим за 100 евра си. Ние не се ризикува. Сега ще оставим тука. Ајде. За кој се мислите? Што, зошто? Обединето кралство се мислим. Убаво размислува, видете, ајде, одлучете се самите, да не ве навлечам па да се знаме работа. Обединето кралство, евентуално, после тоа Данска што спомнати. После Данска врат. Србија може. Србија? Србија. Од там имате ли со овие? Ај, земете си ги парите.
Да не направиме некој кикс па Може, после ајде, Марце. ајде. Тука ни направи проблем, ги изгубивме и тие пари. Александар и Дамјан, честитки за освоените први парични средства во листа за 300 за првото учество. И она што мене ми е многу важно е тоа дека обезбедивте учество и за следното издание на нашиот квиз, ке се дружиме пак. А сега кога ќе ви ги прочитам државите, ќе ви биде многу криво. 33 се наоѓаат на оваа листа и ќе ги прочитам сите. Тука се Австралија, Австрија, Ангола, Аргентина, Белгија, Бразил на третото место, потоа Венецуела, Виетнам, Германија, Индија, Италија, Тајланд, Турција, Украина, Филипини, Франција, Холандија, Чешка и Шпанија. Данска не беше меѓу овие. Ке направивме тука грешка. Супер бевте, честитки момци. Со ова го завршуваме и денешното издание на листа за 300. Секако во продолжение останете со програмата на телевизија Сител и чекајте го следното издание на нашиот квиз. До тогаш останете ми во добро здравје. Ве сака Марко и ве сака Сител. Чао.